Беше тоа на 30 ноември 1894 година, кога македонскиот револуционер Гоце Делчев, лично од Даме Груев, е примен за член на ВМРО. На 30 ноември 1935 година роден е Стојан Андов, македонски економист, политичар, публицист и романописец, прв председател на повеќе партиското собрание на Македонија, председател на Либералната партија на Македонија. Андов се занимава и со теоретски прашања од областа на економијата, со публицистика и со книжевност. Автор е на повеќе книги од областа на економскиот и политичкиот систем, како и од областа на книжевноста. Беше тоа на 30 ноември 1948 година, кога Пелистер стана национален парк. На тој ден е прогласен за прво заштитено природно богатство во Република Македонија. На 30 ноември 1998 година е избрана владата на Република Македонија, предводена од Љупчо Ѓоргиевски. Беше тоа на 30 ноември 2000 година, кога председателот на Собранието на Република Македонија, Саво Климовски, поднесе оставка на оваа функција, а за председател на Собранието на Република Македонија е избран Стојан Андов. На 30 ноември 2001 година Собранието на Република Македонија со мнозинство гласови го прифати седмиот поред владин состав на премиерот Љупчо Ѓоргиевски. Беше тоа на 30 ноември 2005 година, кога Тито Петковски ја формира НСДП како реакција на незадоволството кое подолго време владееше во редовите на СДСМ. Формирањето на оваа партија се смета како еден од главните фактори за поразот на владата на Владо Бучковски во 2006 година. На тие избори НСДП освои 6 пратенички места и стана дел од владеашката коалиција. Беше тоа на 30 ноември 2011 година, кога почина Илија Зимбо, македонски солист, камерен музичар и прв флейтист во оркестрот на македонската опера и балет. Беше тоа на 30 ноември 2011 година, кога во Тетово почина спортскиот функционер на мотоциклистичката федерација на Македонија, Стеве Илиевски Караѓуле. Илиевски беше омилен меѓу децата со кои работеше како долгогодишен скијашки инструктор и иницијатор на детски надпревари на снежните терени на Попова шапка. Покрај тоа, Караѓуле ќе остане запаметен како еден од главните иницијатори за организација на првиот ендуро надпревар во Македонија, Ендуро Шар планина 2009.